Добро утро секое утро. Јавене повторно назад во нашето студио, каде што ќе продолжиме сега со она што ние си го подготвуваме за вас. Повторно со гости се вртам кај мојата Искра и добро утро ќе кажам за нашиот гост, нашиот познат физиотерапевт Илија Жежов. Ќе зборуваме за гонартроза, погодив на колена, третман и физикална терапија. Веќе ги чувствуваме кога е вакво времето, болките во колената, во стапалата и слично, па мислам дека добре дојдени понеделнички ќе ни бидат советите кои што ќе ги слушнеме. Искра, повели. Добро утро. Иле, решил малку да не мачи Иле рано вака наутро со тешки зборови. Постои ли некој наш назив, народско име за гонартрозата? Добро утро до гледачите на телевизија Алфа, добро утро до вас, значи, во студиото. За жал не постои народски збор кој што го вклучува ова заболување. Освен тоа, да се пожалите дека имате болка во коленото, а ние од медицински терминологија ќе издвоиме дека тоа медицински е гонартроза или артроза на самиот колен зглоб. Ајде, тогаш од самиот почеток, што представува? Какво заболување е гонартрозата? Така, гонартрозата е едно почетно заболување, односно еден дегенеративен процес на оштетување на раскавицата. Значи, со текот на годините, ако се диагностифицира гонартроза на колената, треба да се преземат првите чекори. Кои се оние први чекори кои што треба да се преземат? Значи, мора пациентите да бидат строго дисциплинирани и да ги следат препораките од докторот и од терапевтот кои што се дадени како процедура за терапија и за физикална терапија. Се со цел да се спречи онаа дегенерација на поголемо оштетување на самата раскавица. Што тука вклучуваме сега? Тука вклучуваме аналгетици кои што се дадени по препорака од докторот терапевт, физикална терапија исто така еден клучен сегмент во процесот на лекувањето. Па тука доаѓаат хиалуроните, значи инекциите кои што ги стават ортопедите се со цел да ја заштитат раскавицата, да не оди во понатамошно оштетување. И она што е важно, што кажа физикална терапија, еден клучен сегмент кој што помага дури до 90% во целиот тој процес на лекувањето. Што помага во клучно, масажата најмногу помага во однос на таа диагностика, заради тоа што се прави еден процес на загревање, еден процес на топлина на самиот колен зглоб, така што после тоа подобро може пациентот да се движи, подобро да ги обавува оние секојдневни обврски. Но исто така постојат ортози кои што се препорачуваат од страна на доктор на терапевт, кои што можат по старите генерации да ги носат при движење, бидејќи сепак првите симптоми, односно чекори, кај почетна фаза на гонартроза, односно или веќе диагностифицирана гонартроза, се болка во коленото, тежно движење, значи телесна тежина исто така има голем придонес во однос на ова диагностичко заболување и она што е важно, сама дегенерација. Вие не можете да откриете дека имате гонартроза, него вие се жалите еден подолг временски период дека се случува кај вас во колениот зглоб некоја си болка. И сега таа болка вие барате начин како да ја смирите. Дали ќе посегнете по медикамент, дали ќе посегнете по доктор или терапевт, барате едно клучно решение кое што би си помогнале да го решите тој проблем. Но вие пак ќе кажам, не знае дека имате гонартроза, се додека не ве види ортопед, физиотерапевт или доктор дека тоа е некоја почетно заболување во однос на тоа. Колку е често ова заболување? Ова диагностичко заболување најчесто започнува од 45-та година нагоре, но би кажал со оглед на тоа дека секојдневно сме по некој си голем стрес во нашиот живот, бидејќи гледаме се да завршиме кратко, значи се ние тоа на стресна база, многу слабо обрнуваме внимание кон физичката активност или пак ќе кажам го оптеретуваме коленото, односно кребаме тежински терет, значи без да се консултираме со доктор, со терапевт какви вежбини се потребни, може да дојде понекогаш и од поголемо оптеретување, односно напнување на самото колено, да дојде до оштетување на самата раскавица. Значи, освен пациентите кои што ги фаќа ова диагностичко заболување на 45-та година нагоре, може да се појави и пациенти од 29 до 35 години. Ајде малку повеќе околу причините поради кога што го настанува, спомена на 45, сега јас прочитав, ќе ме коригираш ако не е тоа точно, дека почесто кај жените над 45 години? Така, значи зошто е тоа така? Проблематиката, односно заболување најчесто ќе фаќа жените кај 45-та година, бидејќи во однос на тоа помека е раскавицата во однос на колениот зглоб, да би кажал дека жените послабо вежбаат, не би се согласиле вие со тоа. Има жени кои што навистина си обавуваат фитнес, си обавуваат физичка активност,
шопинг, така што кажавте, и тоа е дел од спортот, да. Се пежачи. Меѓутоа, ете да кажам, спортистите повеќе вежбаат во теретана, повеќе играат кошарка, повеќе играат фудбал. Кај нив, на пример, да речеме, повеќе може да дојде до истрошување на раскавицата, односно до оштетување, кое што би била нели проблем, односно дегенеративен процес во тој процес нели на заболување. Затоа велам, кога се обавуваат тие вежби во фитнес центрите, во теретаните, многу е битно да се пази со кревањето на тежината, бидејќи таа тежина која што се крева се со цел нели да се изгради мускулна маса или да се изградат добри мускули, може да направат нели некое друго оштетување кое што може да ги оштетат, ете да кажеме, дисковите на рабетниот столб, бидејќи тие се дискусни перичиња, многу меки ткива наредени помеѓу самите пршенски тела на рабетниот столб, а исто така значи оние поголеми зглобови како што се колената, зглобовите на рамото можат да дојдат нели до на таква сериозна повреда, па кое што после би можело да премине во еден таков дегенеративен процес и да не направи сериозно оштетување, односно заболување. Би кажал дека гонартрозата е болест која што за жал ако се дијагностифицира, за жал не се лекува 100%, бидејќи таа дегенерација со текот на годините раскавица се повеќе и повеќе се оштетува и доаѓа до едно целосно комплетно оштетување. Ако не се прават, пак ќе кажам, значи оние нели не се преземаат оние превентивни мерки како што се физикална терапија и сите оние дадени совети од ортопедот, односно од докторот. Вие можете тоа да го занемерите, да речете еве сега ортопедот ми препорачува ова, физиотерапевтот ми препорачува она. Можеби болката да трае подолг временски период, 4-5 месеци, па еден месец-два да се смири, да стагнира, па потоа после подоцна да се појави, но вие пак имате проблем со коленото, не можете да ги обавите, да ги обавувате оние физички активности, не можете да вежбате при еден потек на кревање тежински терет, може да ве жегне повторно да ви се врати болката во тој дел на коленото. Да, но овие повреди не се присутни само кај спортистите, може се случи нека повреда минимална од младоста, па дури после 20-30 години да се рефлектира? Така, апсолутно. Ако дојде нели до повреда, еве да кажеме до некој силен удар на колениот зглоб, до некоја скршеница, значи до некоја фрактура, исто така тоа може да се манифестира во текот на годините како дегенеративен процес, односно започнување на заболување на самата раскавица. Затоа велам многу е важно кај постарата генерација, да би кажал по возрастната генерација, многу да внимаваат на телесна тежина. Добро е да прават одредени вежби кои што ќе бидат во флексија и екстензија, кои што ќе помогнат нели во домашни услови малку од малку да го раздвижите телото, бидејќи нели доколку не вежбате, доколку сте слабо физички активни, доаѓа до еден вид на фибростоза. Фибростозата најчесто е кога мускулите ќе се прилепат за самите коски, односно лигаментите ќе закржлават, тогаш значи не можете да ги обавите оние секојдневни активности. Затоа со вежбањето едноставно го затегнувате, односно го опуштате, го релаксирате целото тело и вие имате одлична кондиција да обавите некои спортски активности. А кога не вежбате, кога сте атрофирани, не можете да ги обавите тие активности и тогаш доаѓа нели до, да кажам, дегенеративен процес нели на заболување, не само кај колениот зглоб, не само кај рамото, може да дојде нели до други дијагностички заболувања како што е спондилоза, дископатија, дискоскернија, ишијалгија, сите оние дијагностички заболувања кои што ги вклучува нашата проблематика. Или ја спомена и тежината. Дали секако го оптеретува секој еден дел, нели, но дали обратното потоа ако дојде до намалување на тежината ќе се олесни и болката и ќе се подобри? Имаме проблем, например, да речеме кај пациентите кои што имаат вишок килограми, кога ќе ослабнат да се случи искривување на рабетниот столб, да дојдеме до сколиоза. Зошто е тоа така? Бидејќи телесна тежина која што веќе претходно сме ја имале, направила едно проширување на дисковите на рабетниот столб, направила една дислокација на прашленските тела од таа телесна тежина, притисокот во зглобовите на колената од самата таа телесна тежина кога притиска горниот дел на коската на раскавицата, прави едно натиснување. И сега кога веќе ја симнуваме таа телесна тежина, самата раскавица сака да се врати во една правобитна состојба, односно рабетниот столб да се врати исто така во правобитна состојба, прави некоја си дегенерација, односно дислоцирање. Ако прашлените биле малку изместени, може да дојде до оштетување, односно до сериозно искривување на сколиоза, кифоза и лордоза. Тогаш веќе имаме друг проблем, кој што би требало понатака нели соодветно и стручно да го третираме и да пристапиме со лекување кон нашите пациенти. И затоа велам умерена телесна тежина, постојана физичка активност, овие емисии кои што ги правите се навистина доста добри утрински емисии, да ги послушаат постарите пациенти, бидејќи би кажал
една пофалба голема, младите пациенти веќе сега и не треба да им кажеш дека треба да отидат во теретана. Јас како физиотерапевт многу се радувам кога ќе видам некој кога излегува со ранец од теретана. Си велам, видете колку е физички активен, обрнува време нели на своето тело, значи и вежба. А многу луѓе познам кои што ќе речат или ти се молам, значи многу обврски имам, се не ме тере да вежбам, не ме тере, значи барате најлесен начин како нели да направите нешто што нема да ве оптерети. Меѓутоа без вежбање не можете да имате добар живот, значи. Со вежбањето што возможувате понатака? Значи ако вежбате, ја зајакнувате мускулната маса, ја зајакнувате исто така мускулатурата, ви сфрлувате стресот во вас. Вие секојдневно се полните стрес, зборувам од работата, се полните стрес од работните обврски, се полните со стрес од други X причини кои што не сакате да ги земете во ваш предвид дека се случени, но тие влијаат на вас. А вие кога ќе отидете во теретана, кога ќе извежбате, едноставно таа енергија изфрлувате, добивате една друга енергија која што таа енергија после тоа во текот на денот ве води и вие се чувствувате релаксирано и одморено. Мускулите ги зајакнувате, ги спречувате дегенеративните процеси на заболување, си имате убава енергија. Но секако сето тоа да биде под стручен надзор и не веднаш, туку етапно да се започне со вежбањето, така е? Така, јас за да не постојано дојде до велам, никој... еве и со Слободанка, гостувам почесто во Добро утро, секој утро на телевизија Алфа, велам дека физиотерапевти треба да има и уште во раната возраст во градинките. Зошто е тоа така? Децата, сметам од мој стручен аспект, дека децата се слабо мотивирани во градинките, постојано им даваат некои си други методологии да изучуваат, а добро би било да има и физиотерапевт. Ете, например, да речеме, знаете колку е важно за едно дете уште од адолесцентска возраст да има физиотерапевт кој што ќе го насочи да вежба, кој што ќе му покажи какви вежби се потребни, добри, да го започне тој процес на вежбање, па тоа вежбање утре ќе му влијае, нели, и кога ќе порасне, ќе рече јас во градинка сум имал физиотерапевт кој што ме мотивирал за вежбање. Во фитнес центрите исто така многу е важно да имате физиотерапевт. Зошто? Вие во фитнес центрите имате луѓе кои што се вработени со курсеви, кои што извинете вака, врска немаат, ни познавање никакво од медицината, а ви дела ќе се напумпаат со мускули, ќе изгледаат совршено, нели? И ќе ви препорачаат каков протеин да пиете, какви, нели, препарати да користите, кои што тие се исто така штетни по вашето здравје. Освен би кажал дека протеинот е најдобар, што протеинот е едноставно замена, нели, за оброк. Меѓутоа оние други дополнителни, значи препарати кои што се даваат, тие се навистина доста штетни за здравјето, кај машките за други болести. Или да се навратиме малку, рековме симптомите се етапни. Се започнува со мала бука, но таа не исчезнува и само се влошува и се влошува. Кој е момент кога мора да се појде на доктор и како се дијагностицира? Така, начинот на дијагностика најчесто кога ќе дојдете, нели, на ортопед, на физиотерапевт, ние прво пристапуваме кон еден терапевски преглед кон пациентот и ќе гледаме фактичката состојба во моментот, правиме еден преглед детелен убаво да ја видиме состојбата, односно структурата на коленото, дали тука имаме воспалителен процес на самите лигаменти, дали имаме некој оштетување дополнително, нели, на коленото, или пак таа болка се појавила од некоја си повреда која што во моментот се случила, или пак сама по себе се појавила болка во колениот зглоб. Најчесто при прегледот установуваме дека се случува некој процес во коленото и им препорачуваме на пациентите најчесто да направат едно 5-6 дена физикална терапија. Доколку таа 5-6 дневна физикална терапија не помогне, тогаш даваме упатства да се направат рентген или магнетна резонанса преку кое што ја гледаме структурата на коленото. Доколку станува збор за гонартроза, како што денеска ние темата изборуваме, тука веќе препоруваме со една посериозна рехабилитација која што би ни вклучила можеби и 3 пати годишно по 20 дена, а можеби и еднаш до 2 пати во текот на годината по 21 ден рехабилитација. Рехабилитацијата најчесто вклучува физикална терапија која што е се индивидуални, односно кинезитерапија, вежби со физиотерапевт, каде што се работи по еден вид на манипулација со колениот зглоб. Мануелната масажа исто така доста помага, што кажавме, нели, за загревање, опуштање и релаксирање од болката во колениот зглоб и дополнително другите делови од електротерапијата, кои што се клучни сегменти, нели, да помогнат со своите струи во самата терапевска процедура. И за жал немаме многу време, но морам да те поставам уште едно прашање, тоа е во кој случај доаѓа до
кога е нужно да се стави вештачко колено? Така, вештачко колено доаѓа кога како пациент не го почитувате протоколот даден од докторот, кога си земате на своја кожа надри лекари да ве лекуваат, значи и кога не ги почитувате процедурите што ви се дадени од физиотерапевтот за физикална терапија. И кога целосно Кога сме несериозни како пациенти. Така, значи. и кога целосно ќе дојде до оштетување на раскавицата, за жал тогаш мора да се направи имплантација, односно вештачко колено, да се замени таа раскавица со вештачки имплант. Тогаш веќе исто така ќе следи една процедура на физикална терапија, кај која што физиотерапевтот ќе пристапи стручно и соодветно преку еден специјален протокол на програма на рехабилитација, каде што пациентот би го вратил во претходната состојба. Тогаш имаме многу јаки болки и неизбежно е да се направи таа хируршка интервенција, односно отстранување и имплантација на вештачко колено. Што значи од нас зависи дали ќе дојде до тоа. Доколку сме Апсолутно, дисциплинирани, ако сме следиме дисциплинирани, инструкции, тогаш како што кажав, ќе го точно избегнеме. така, да. Многу ти Искра благодарам. пред Елија. самиот крај, јас повторно би ги замолила од режија, само да видат еве сликовито како изгледа оштетеното колено кога сме кај го на артрозата. Еве, иле тоа е ова. Так, Сега значи што ќе имате на имат- првата слика Да. почетна фаза, односно оштетување на самата раскавица. Па не изгледа убаво воопшто. Воопшто не изгледа убаво и тука е многу битен факторот, односно фактот да се спречи таа дегенерација, да се почитуваат нели оние Ова е протоколи почетната се. фаза, така? Апсолутно, а ова е само еден дел на почетна фаза. Вие ако значи уште видите полошо уште ќе биде. по-оштетена раскавица, ќе се запрашате дали веднаш треба да отидете на физиотерапевт или на ортопед да ја видите вашата фактичка состојба, дали има некоја почетна фаза на гоенартроза. Првите симптоми веднаш на Апсолутно. доктор за да го спречиме сето тоа. Апсолутно. Благодарам за гостувањето и мило ми беше што беше дел понеделнички од нашата Добро утро секое утро. Ние ќе се продолжиме со следни содржини. Благодарам за поканата, чест и задоволство ми е што сум во оваа утринска емисија со две вакви прекрасни водителки. Секогаш добре дојден. Благодарам.